Кратки најави за денес. Да се забрза процесот на изградба на регионалната депонија во Новаци. Во август општина Охрид издала 7 одобренија со кои планирана изградба на 129 станови. Нема укинување на летови од Велика Британија со ТУИ. За 22% зголемен бројот на туристи од почетокот на годинава заклучно со август. Несовесни граѓани ги крадат камерите за мониторинг на дивиот свет во заштитените подрачја. За најавените и заостанатите настани ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес свежо утро, во текот на денот сончево и топло време со максимални 24 степени, во текот на ноќта кон сабота ведро и свежо. Утре над северна, североисточна, северозападна Европа и во централна Европа облачно и нестабилно со дожд, ветер и пад на температурите. Дожд се очекува и во Шпанија, а во останатите делови од стариот континент претежно сончево со локална облачност и топло. На Балканскиот полуостров во сабота времето претежно сончево со локална облачност и топло. Максималните дневни температури на полуостровот во интервал од 22 до 27 степени. Во нашата држава во сабота свежо утро. Утренските температури од 4 до 13. Времето во текот на денот ќе биде сончево и топло, а ќе дува и слаб југоисточен и југозападен ветер. Максималните дневни температури од 22 до 30 степени. Во Охрид во сабота сончево и топло време, минималната 10, дневната 24 степени, а во недела сончево и топло време во нашиот град со температура до 24 степени. Во понеделник умерено облачно време со сончеви периоди, ветровито, но свежо. Ќе има осетен пад на максималната температура. Минималната ќе биде 9, а дневната само 16. Во вторник умерено облачно и нестабилно време. Ќе има дожд, а дневната температура 21 степени. Ланецот супермаркети Миса, препознатлив бренд во Охридско-Струшкиот регион. Во Миса секогаш се пазарува со мерак, во сопствената месарница, рибарница, пекара, зелен пазар и во одделот за готова храна. Огромниот асортиман на производи е со загарантирано ниски цени. Пазарете со мерак, ваши Миса маркети. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини и органи, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид.
а на бела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Да се забрза процесот за изградба на регионалната депонија во Новаци за да се стави крај на загадувањето на водата, воздухот и почвата. Една од клучните забелишки на УНЕСКО се двете субстандардни депонии во регионот, Охридската во Буково и Струшката во самиот град. Според последните најави на Министерството за животна средина се очекува до крајот на годинава да се распише повикот за набавка, а до првата половина на 2024 да започне и градба на депонијата во Новаци, каде ќе се депонира сметот од југозападниот и пелагонискиот регион. Еколозите апелираат да се забрза процесот за изградба на регионалната депонија во Новаци. Најавената современа депонија со 7 претоварни станици предвидено е да го депонира сметот од целиот југозападен и пелагониски регион. Со неа ќе се стави крај на загадувањето на водата, почвата и воздухот, што е клучна препорака на УНЕСКО, а особено се однесува на двете субстандардни депонии, Охридската на Буково и Струшката, лоцирана во самиот град. Депонијата регионална уште прво тоа се направи многу погрешни потези, што се типуваше депонијата да се изгради во Дебрца, што е мислам многу погрешен потез во сливно подрачје на Охридско езеро, да имаме депонија, а имаме езеро со голем економски потенцијал и со риба и со вода. Еколозите велат треба да се работи и на расчистување на големиот број диви депонии на брегот на Охридското езеро вдолж двата градови, но потребна и еколошка едукација на населението. Свеста е на ниско ниво многу, што можам да кажам дека тоа е балкански менталитет. Да види нереално. Не, кај нас нема. Некако секој си се понаша, си фрлат, кај ќе најд, кај ќе радите све. Ќе имат канта, нега фалите го ќе фрли напад. Според последните најави на Министерството за животна средина, се очекува до крајот на годинава да се распише повикот за набавка, а до првата половина на 2024 година да започне и градба на депонијата во Новаци. Овој капитален инфраструктурен проект се очекува да биде готов до јануари 2027 година. Во август во општина Охрид издадени 7 одобренија за градење со кои ќе се изградат 129 станови. Струга и Дебрца не издале одобренија, а во општина Вевчани според издадените одобренија ќе се градат 4 станови. Според податоците на Државниот завод за статистика, во август годинава во Охрид се издадени 7 одобренија за градење. Според издадените одобренија, едно е издадено на физичко лице, а кај останатите 6 како инвеститори се јавуваат деловни субјекти. Во извештајниот период е предвидена изградба на 129 станови во Охрид, со вкупна корисна површина од 7402 метри квадратни. Од останатите општини од југозападен регион, Вевчани издала 9 одобренија, од кои 5 одобренија за градба на физичко лице, а кај 4 како инвеститор се јавува деловен субјект. Струга и Дебрца во август годинава не издале одобренија за градба. На ниво на државата, според податоците на државна статистика, во август 2023 година се издадени вкупно 344 одобренија за градење, што е за 9% помалку во однос на истиот месец од претходната година. Од вкупниот број издадени одобренија за градење, 45,6% се наменети за објекти од високо градба, 35% за објекти од ниско градба и 19% за реконструкција. Од вкупно 344 објекти, на 108
80 како инвеститори се јавуваат физички лица, а на 164 објекти како инвеститори се деловни субјекти. Во извештајниот период е предвидена изградба на 943 станови со вкупна корисна површина од 66.790 метри квадратни. Нема укинување на летови од Велика Британија за наредното лето. Објаснувањето од Чели Касим на КТМ Војаж партнер на ТУИ Холандија е дека летовите остануваат, но дека ќе се реализираат од еден аеродром, од оној од Манчестер. Причина е недоволниот број на слотови, особено на европските аеродроми, што пак е и најголемиот проблем на туроператорите. Нема укинување на летови од Велика Британија. Авиокомпанијата TUI Airways со седиште во Велика Британија објави дека не планира да ги обнови сезонските летови меѓу Лондон и Охрид наредното лето. Но британските туристи кои досега од два аеродроми од Велика Британија летаа за Охрид, од Гетвик аеродромот, сега со два или можеби три лета ќе летаат само од аеродромот од Манчестер, објаснува Асим Челик, менаџерот на КТМ Војаж партнер на TUI Холандија. Сите оние летови од TUI UK кои што летаа за Охрид има мала промена, меѓутоа нема никакви прекинувања, напротив, ние веќе сега имаме околу 500 лица кои што имаат букирано за 2024, што значи дека луѓето планираат уште сега за идната година и тоа е добро. И имаат подобра состојба на букирање, зборувам за Велика Британија, него ситуацијата што ние со Холандија. Причина е проблемот со слотови на лондонските аеродроми или местата за полетување и слетување во одреден ден и час. Летовите ќе бидат два, еден во среда, другиот во сабота, од аеродромот од Манчестер, а според интересот во ведување трет лет е многу веројатен, информираше Челик. Недоволниот број на слотови, особено на европските аеродроми, е и најголемиот проблем на туроператорите. Ако годинешниот број на посети е индикатор, до година се очекува пораст за дури 20% на туристичките посети, но од година во година пак се менува структурата на туристите, што пак бара менување и на туристичката понуда. Тоа има голема разлика. Изминатите неколку години, последни години, имаме популација која што е видно помлада од почетокот. Значи имаме еден просек, да кажам, од 45 до 60 години, меѓутоа и помлади, значи во месеците јули и август имаме гости кои што се од 25 години па до 50, а пред сезона и после сезона малку повозрастни, меѓутоа она генерација која што доаѓаше над 75-80 години веќе е видно намалена. Неколку пати сме имали состаноци и средби во врска со оваа проблематика, меѓутоа, како што и вие кажавте, за тоа треба стратегија која што не се однесува до нас, ние треба да бидеме дел од таа стратегија, како туристички агенции или како сегмент во туризмот или единки кои што носат туристи во градов и во држава. Меѓутоа, тука чекаме поддршка од државата. Челик посочува дека за жал Охрид е сиромашен во туристичката понуда, особено кога станува збор за младите туристи. Во лето има мал број на активности кои се недоволни за да бидеме поатрактивни за овој тип гости. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристите во јули оваа година бил 197.273, од кои 46% се домашни, а 54% странски туристи. Во периодот од јануари до август годинава, во однос на истиот период од претходната година, бројот на туристите е зголемен за 22%, соопшти Државниот завод за статистика. Бројот на туристите во август 2023 година изнесува 216.872, од кои 52,9% се домашни туристи, а 47,1% се странски туристи. Бројот на ноќевањата во август годинава изнесуваат 877.138, од кои 75,2% се од домашни туристи, а странските туристи оствариле 24,8% од ноќевањата. Во периодот јануари-август годинава, во однос на истиот период од претходната година, бројот на туристите е зголемен за 22% според податоците на Државниот завод за статистика.
И тоа, кај домашните туристи има зголемување за 0,4%, а кај странските има зголемување за 42,4%. Во периодот јануари-август годинава во однос на истиот период од претходната година, бројот на ноќевањата е зголемен за 9,6%, и тоа кај домашните туристи има зголемување за 1,2%, а кај странските има значително зголемување за 25,5%. Градоначалникот Кирил Пецаков денес оствари протоколарна средба со амбасадорот на Австрија во Република Македонија Мартин Памер, кој беше во прва официјална посета на општина Охрид. На средбата се разговараше за можноста за воспоставување соработка помеѓу Охрид и градови од Австрија, како и за зголемување на соработката во областа на туризмот. Градоначалникот и амбасадорот разговараа и за прашања поврзани со урбанистичкото планирање на градот, исполнување на препораките од УНЕСКО и за можностите за странски инвестиции во Охридскиот регион. Градоначалникот го запозна амбасадорот со приоритетните инфраструктурни проекти на кои работи општината, како и мерките кои се преземаат за воспоставување финансиска стабилност на општинскиот буџет. Се разговараше и за теми поврзани со богатото културно наследство на Охрид и континуираната подршка на австриската амбасада на фестивалот Охридско лето, информираат од кабинетот на градоначалникот. Локалната канцеларија на Екосвест во Вевчани, со подршка на Понта во соработка со општина Вевчани, спроведува проект за воспоставување систем на континуирани мониторинг на видови кои се под закана и се значајни, како на локално, така и на национално и светско ниво. За жал, деновиве 2 фотозамки или камери за мониторинг на дивиот свет биле украдени. Непознати сторители украле 2 фотозамки камери за мониторинг на дивиот свет во заштитеното подрачје споменик на природата Вевчански извори, соопшти Екосвест Вевчани. Центарот за истражување и информирање за животната средина вели дека се известени надлежните институции на кои им ги доставиле доказите и видеоснимките. Системот на континуиран мониторинг на природните вредности во заштитеното подрачје е научно-истражувачка обврска на општина Вевчани, како управител со споменикот на природата Вевчански извори. Преку мониторингот, како што посочува Екосвест, ја утврдуваат состојбата на популацијите и ги идентификуваат заканите за опстанок, промените и нивниот интензитет. Локалната канцеларија на Екосвест во Вевчани со поддршка на Понт, а во соработка со општината, го спроведува проектот поддршка на одржливо управување со заштитеното подрачје Вевчански извори. Преку проектот се поддржува општина Вевчани да воспостави систем на континуиран мониторинг на видови кои се под закана и се значајни, како на локално, така и на национално и светско ниво. Целта на мониторингот во заштитеното подрачје споменик на природата Вевчански извори е добивање статистички факти за статусот на постоење на животинските и растителните видови, вклучително и за типовите на живеалиштата, утврдување на појавност на клучни видови на животни и растенија, миграторните рути и репродуктивните локалитети кај видовите, динамиката на растителните заедници и типовите живеалишта, идентификување и следење на еколошките параметри што влијаат врз опстанокот, заканите и притисоците врз популациите, како и обука на лица за спроведување на соодветниот мониторинг. Внимавајте со кого и каде ги споделувате своите лични податоци на интернет. Зачестени се обиди за кражба на податоци од граѓаните со цел нивна злоупотреба, алармираат од Министерството за внатрешни работи. Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика при Бирото за јавна безбедност на Министерството за внатрешни работи периодов констатираше зачестена појава на така наречени фишинг напади врз граѓаните со цел неовластено прибавување лични податоци од нив, информира МВР. Фишинг нападот е опит за измама на корисниците преку испраќање лажна порака која изгледа како вистинска. Фишинг нападите имаат за цел да го измамат примачот на пораката и да го наведат да ги открие своите лични податоци, да посети лажна веб страна, да отвори додаток, прилог, прикачен на пораката, заразен со вирус. Обидите за фишинг обично доаѓаат преку електронска пошта, но и до социјалните мрежи преку текстуална SMS порака или телефонски повик, велат од МВР. Оттаму, Министерството за внатрешни работи со цел заштита на граѓаните на нивните лични податоци и можните злоупотреби и последиците кои можат да произлезат, апелира до граѓаните
со посебна внимателност при добивање на ваквите пораки да не наседнуваат на измами од ваков тип и нивните лични податоци да не ги споделуваат и разменуваат со непознати лица и лица кои не може да им се утврди вистинскиот идентитет, а со цел спречување на нивна понатамошна злоупотреба. Почитувани гледачи, веднаш по Дневников следува најновото издание на емисијата Прашалник. Соговорници на колешката Сонја Рилковска во вечерашната емисија се советниците во Советот на општина Охрид. Живка Ангеловска од СДСМ, Виолета Аврамовска од Левица и Перша Божиновски од ВМРО ДПМН. Тема на Прашалник се локалните политики во Охрид и работата на градскиот совет. Следуваат вестите од светот. Израелските власти им дадоа рок од 24 часа на палестинците да се евакуираат од Северна Газа. Ова предупредување било дадено на полноќ додека Израел се подготвува за теренска офанзива на Газа со војска, тешка артилерија и тенкови кои се распоредуваат на границата. Во меѓувреме Газа секојдневно е мета на израелските ракетни напади откако во саботата милитантната група Хамас организираше изненадувачки напад врз Израел. 1,1 милион жители, што е половина од популацијата на Газа, треба да го напушти подрачјето. Светските медиуми објавуваат фотографии од жени и деца од Газа како се подготвуваат за заминување од своите домови. Од Палестинската црвена полумесечина во Газа изјавија дека е невозможно да се евакуираат безбедно сите жители во еден ден, бидејќи тоа би значило напуштање на ова подрачје на по 40.000 луѓе во еден час. Обединетите нации сметаат дека вакво раздвижување на населението е невозможно без огромни хуманитарни последици. Апелираме ваквата одлука да се повлече и да се избегне тоа што веќе е трагедија да се претвори во катастрофална ситуација, се вели во соопштението од Обединетите нации. Од Израел, одговорот на Обединетите нации на барањето за евакуација го оценија како срамно. Гилдан Ердан, амбасадорот на Израел во Обединетите нации, вели дека се дава рано предупредување на жителите на Газа со цел да се минимизира штетата на оние кои не се вмешани директно во војната операција против Хамас. Од Канцеларијата на Обединетите нации за координација на хуманитарни работи побара државите да обезбедат веднаш $294 милиони во средства за итна поддршка на најнеопходните потреби на палестинците. Представниците на Хамас пак јавно им порачаа на граѓаните од Северна Газа да не го послушаат ултиматумот на Израел. Тие ваквата наредба ја нарекоа лажна пропаганда и ги повикаа граѓаните да ја игнорираат. Но оваа милитантна група долго време е критикувана од меѓународната заедница за користење токму на цивилите како жив штит, ставајќи ги во опасност невините луѓе за да ги заштитуваат своите борци. Од почетокот на војната во нападите на Хамас загинале најмалку 1300 израелци, додека најмалку 150 заложници понатаму се киднапирани во Газа. Во одговорот на Израел досега загинале 1400 луѓе во Газа, додека најмалку 338.000 лица се раселени. Европската унија ги предупреди Илон Маск и Марк Закерберг за наводни дезинформации околу нападот на Хамас врз Израел, вклучувајќи лажни вести и дезинформации со употреба на стари слики на социјалната мрежа X, порано позната како Твитер, и на Facebook и Instagram кои ги поседува Мета. Доколку Маск, собственикот на X, не се придржува до правилата, може да се соочи со парична казна од 6% од приходите на социјалната мрежа или пак со нејзино целосно исклучување во унијата. Еврокомесарот Тиери Бретон го повика Маск да обезбеди брз, точен и целосен одговор на барањето, да го контактира Европол, Полициската агенција на Европската унија и релевантните агенции за спроведување на законот. Социјалната мрежа X отстранила стотици сметки поврзани со Хамас и илјадници објави од саботата кога се случи првиот напад во Израел. И Мета има рок од 24 часа да одговори и да се усогласи со европските закони. Портпаролот на Мета за BBC изјавил дека по терористичките напади на Хамас врз Израел во саботата бил воспоставен центар за специјални операции составен од експерти, вклучително и говорители на хебрејски и арапски јазик, за внимателно следење и одговор на оваа ситуација која брзо се развива. Социјалните мрежи бележат пораст на дезинформациите за конфликтот меѓу Израел и Хамас, вклучувајќи модифицирани слики и погрешно означени видеа. Повеќе од 600 луѓе, претежно деца, починале од дифтерија во Нигерија од почетокот на годинава. Со 14.000 регистрирани случаи, оваа епидемија е далеку потешка од претходната во 2011 година, кога беа пријавени само 98 случаи.
Федералната држава Кано на северот на Нигерија е епицентарот, каде што се регистрирани повеќе од 500 смртни случаи, но неодамна има пат на бројот на активни случаи. Дифтерија е многу заразна бактериска болест која ги погодува носот и грлото, може да предизвика и чиреви на кожата, се пренесува со кашлење, кивање или близок контакт со некој што е заразен, а во тешки случаи може да биде и смртоносна. Најмалку 7 лица загинаа во тешка сообраќајна несреќа во текот на ноќта во која учествуваше осомничено шверцерско возило на автопат во германската покрајна Баварија. Комбето, кое било преполно со мигранти, односно имало повеќе од 20 патници, доживеало несреќа додека бегало од полициска контрола. Меѓу жртвите има и деца. Според полициски наводи, неколку патници биле тешко повредени. Според полицијата, комбето кое возело кон Минхен требало да биде проверено од страна на сојузната полиција. Возачот нагло забрзал пошто возилото излетало од патот и се превртело. Отворена е истрага за убиство. На место на несреќата дошле голем број спасувачи и пожарникари. Автопатот бил целосно затворен во правец на Минхен. Несреќата се случила на околу 50 километри од границата со Австрија. Според информациите од сојузната полиција и баварската гранична полиција, бројот на регистрирани неовластени влегувања во Германија се зголемува последните месеци. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.